вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. И овој пат е интересна тема – предизвиците, проблемите и успесите на полето на туризмот. Мои и ваши вечерашни гости се директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Лјупчо Јаневски. Добро вечер. Професорот Цветко Андреевски, декан на Факултетот за туризам и угостителство. И раководителот на секторот за туризам Ѓоко Апостолов. Добро вечер на тројцата, ви благодарам што сте денеска гости во емисијата Прашалник. Нашиот разговор ќе го започнеме со една оценка за изминатата туристичка сезона. Ете, можеме да се пофалиме дека и конкретно за Охрид зборувам, дека и цел октомври веќе имаме гости и туристи. Ајде, Јаневски, кажете ни каква е вашата оценка за изминатава туристичка сезона? Јас не би кажал дека е измината, како што сами кажавте, дека се уште трае и тоа ми е многу драго. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот со нејзиното стратегиско планирање за 2019 година одреди дека ќе имаме пораст на туризмот во Македонија од 3 до 5% и пораст на ноќевањето од 5 до 7%. И колку тоа да беше песимистички гледано спрема претходната година, мислам дека им соговорниците ќе се сложат дека по така добра година ние треба да го стабилизираме пазарот и да продолжиме со позитивниот тек. Би сакал да кажам дека јас сум задоволен како тече овогодишната сезона и покрај тоа што имавме амплитуди, некои вредности и април и месец мај некако беа различни од другите години, бидејќи имавме пад, сепак се останато се должи на позитивната атмосфера, секако на доброто работење во туризмот и на сите женители кои што според мене во 2019 година ни се свртени токму кон нас. Така. Апостолов, имате ли конкретни бројки за Охрид? Кажете ни како измина летната сезона, е онаа главна туристичка сезона која што се случува кај нас? Јас не знам директорот на кој начин стратешки го планирале ова, меѓутоа бројките се совпаѓаат со реалната ситуација, барем за Охрид. Бројот на ноќевања, на вкупни ноќевања и на странски на домашни туристи е зголемен за 5%, заклучно со месец август, значи согласно официјалните податоци. Кај странските тој е зголем за 2,6%, а кај домашните за 6,5%, што искрено мене посебно ме радува тенденција на зголемување на бројот на домашни туристи. Ако знаеме дека барем за Охрид до 2013 година имавме тенденција на постојано опаѓање на бројот на домашни туристи и остварени ноќевања, меѓутоа од 2014 година веќе се стабилизира и секоја година бележи раст од 3 до 5%, така да и оваа година таа тенденција и понатаму иста и јас верувам дека од година во година и понатаму ќе се задржат овие бројки, односно зголемувањето, со оглед на тоа дека веќе минатата година ја преминавме она магична бројка од 1 милион ноќевања, зборувам за Охрид. А оваа година веќе сме на 900.000, повторно ќе речам заклучно со август, значи во преостанатите 4 месеци од годината јас сум убеден дека ќе ја надминеме минатогодишната бројка од повеќе од 1 милион остварени. И имаме нов рекорд. Да се надевам. Да. Професоре, од она ние како новинари што го работевме, јуни и јули имавме поплаки од сите чинители во туризмот дека се малку како послаби со туристи. Вие не сте директно во врзан, да речеме, да ја следите состојбата на бројот, но ете една ваша оценка како научна фела. Што мислите, каква беше изминатава туристичка сезона? Изминатата сезона беше стандардно добра. Научени сме да очекуваме повеќе, затоа што минатите години порастот на бројот на туристи, посебно кај странските туристи, беше значително поголем. За оваа година, според оние податоци, јас што го имам за странските туристи, посебно за делот на ноќевањата, порастот до 8-миот месец е нешто помалку од 2%, што не е лошо, меѓутоа е под очекувањата за оно што го имавме претходните години. Ако во 2018 имавме пораст од 15% или 2017 имавме 22,8%, оваа вредност е позитивна, меѓутоа е под оние очекувања што ги имавме ние во проекциите што ги правевме и тоа треба да не натера да ги преиспитаме причините зошто било тоа така, за да ако имало грешки не ги повторуваме во иднина. Се разбира дека треба да почекаме до крајот на годината да излезат сите податоци, да видиме на годишно ниво, да ги споредиме, па
на крај ќе видиме конкретно до каде сме стигнали. Да се детектираат причините и да се работи на поправка. Она што исто така актуелно, Јаневски, е последната најава дека конечно после 10 години ќе има измени во начинот на субвенционирање. Ајде кажете ни нешто околу тоа, за какви измени станува збор? Системот за субвенционирање и неговата рамка од 10 години завршува токму оваа година. Би се надоврзал на професорот и на раководителот на секторот дека оваа година како година треба да покаже што ни е потребно. Едно од одработите кои што можеби треба веќе во иднина да го планираме е начинот на кој што ние планираме да го планираме воопшто туризмот во самата држава. Бидејќи според мене и според некои мои истражувања ние не можеме повеќе од 1,5 милиони туристи и некаде околу 4 милиона ноќевања да компресираме со ваквиот систем на работа. И токму затоа и системот за субвенционирање, кој што според мене ги даде своите позитивни резултати некаде во 2016 година, и намената на кој и модел е направен, односно по систем на дестинации, мислам дека веќе треба да го менуваме. Да го менуваме затоа што многу и светски и регионални текови покажуваат некои други правци на движење. Се повеќе и повеќе алтернативните форми на туризам го зазимаат својот замав. Веќе навиките на туристите не е на долги одмори од 7 до 14 дена, туку 3 до 4 пати во текот на годината, одмори по 4 до 5 дена, и све тоа се случува откривајќи нови дестинации. Велиме дека моделот на субвенционирање треба да претрпи некои одредени измени. Според мене тој треба да биде наменет според системот на сместувачки капацитети, бидејќи во овој начин на сместување и начинот на кој што се развиваат дестинациите, одредени дестинации го дадоа својот пик во 2016 година. Пример, холандјаните кои што тие години били по 30.000, за потоа да имаме драстичен пас од 23 до 25%, и кој што се уште не е вратен на таа магична бројка од 32.000 туристи, а всушност имаат најголеми субвенции, бидејќи тогаш сме одлучиле пред 10 години да го развиваме тој пазар многу повеќе за разлика од сега. Мислам дека ние треба да имаме поодржлив систем на субвенционирање, токму систем свртен кон домашниот туристички сектор, кон создавање на нови атракции, секако збогатување на понудата. Односно, ако велиме дека според системот на категоризација треба да имаме хотел со 3, 4 или 5 звездици, многу пати туроператорите не замеруваат дека не кореспондира со она што треба да нуди хотел од 5 и од 4 звездички. Имаме такво прашање во однос на категоризацијата, ќе го ставиме за подоцна. Андреевски, вие неодамна како научна институција правевте некоја анализа, колку што се сеќавам, во однос на економската исплатливост на субвенциите. Дали ја завршивте таа анализа и што покажа колку е исплатливо да се вложуваат такви милионски суми во субвенционирање на туризмот? Да, субвенциите како мерка почнува некаде 2010 година, за во 2011 година да покажат вистинското значење на субвенциите, и во тој период тие бе вистинската мерка, се покажа преку резултатите дека навистина имавме значителен скок на бројот на пристигнати туристи, на бројот на остварени ноќевања. Меѓутоа, како што одеа годините, се правеа одредени измени во правилниците за субвенционирање, се збогатуваше бројот на држави кои што беа опфатени со субвенциите. Меѓутоа, ако видите за 2018 година, за она година за која што ги имаме сите податоци, наназад ќе видиме дека 84% од субвенциите се исплатени на два туроператори кои што носат туристи од Бенелукс, така од Холандија и од Белгија. Тој и коректно. Да, а нивниот вкупен број на остварени ноќевања од прилика колку што оствариле турските туристи во Република Македонија, добиле значително помалку субвенции. Така да тој систем на субвенционирање треба да се менува, затоа што не го дава посакуваниот резултат. Идејата ако давате субвенции, тие субвенции да ви дадат значително поголем број на пристигнати туристи и ноќевања. Сега, каков ќе биде моделот за субвенционирање, тоа повторно зависи од истражувањата. Треба да се види прво што бараат туристите, за да излеземе во пресред на туристите. Ако ние не ги исполниме нивните очекувања, џабе ни се секакви субвенции, резултатот нема да биде онај кој што го посакуваме. Треба широк опфат на добри истражувања. Ние такви истражувања имаме правено, веројатно е тоа тема за некоја друга емисија,
Така. Меѓутоа, субвенциите треба да одат врз основа на очекувањата на туристите, не само врз очекувањата на туроператори. Имаше едно последно барање кое што го прочитав од стопанските комори кои што велат да се субвенционираат и угостителските објекти, да се субвенционира конгресен туризам, за да се пополнат тие, да речам, моменти, тие времиња кога тие сезони кога во Охрид нема туристи. Са ние конкретно збориме за Охрид, бидејќи Охрид е главен туристички центар сепак во земјава. Ги разгледувате ли и нив? Имате ли научна институција со која што се советувате? Ете, има луѓе кои што прават анализи, научната фела. Ние соработуваме со сите туристички комори, асоциации, секако и со јас велам научната фила, но исто така и работиме и одредени анализи. Би кажал дека само 5% од вкупниот број на странските туристи се субвенционирани. Во 2018 година 77 милиони денари се дадени за субвенции. Всушност тоа е 1,2 или 1,3 милиона евра и тоа е рекордно на година на исплаќање. Значи немаме субвенции кои што биле над 1,5 милион евра. Се сложувам комплетно со професорот дека два туроператора зимаат од целиот колач околу 84%. Сите останати се со 16%. Да. Секако дека еден од детектираните падови кога е туризмот кај нас во првите 8 месеци и она криза негде која што имавме април и мај, турските туристи кои паднаа за 56%. А зошто? Паднаа пред се поради економската криза во Турција и поради намалување на нивниот стандард и одреден број на засетување на кружни балкански тури. Затоа ние со Турсап заеднички работиме неколку месеци и се надеваме дека за 2020 година ќе подигнеме чартери и од Истанбул, и од Измир, и од Анкара, бидејќи оваа година заедно со Турсап подигнавме чартери 12 чартери од Измир, од Турција, со туристи кои што веќе ја продаваат Македонија, туроператори кои што ја продаваат од 3 до 5 дена. Тоа е многу значено, бидејќи просечниот престој на турските туристи е 1,6 денови во Македонија. Значи, тие ни се прв пазар кои што најмалку остануваат во Македонија. Зошто? Една од причините ја каже и професорот, затоа што зимаат една од најмалите субвенции. Можеме на таков начин со изjednačување на самите пазари, тогаш ќе можеме веќе да имаме фер односот кон сите и сите ќе можат да креираат конкурентни пакети токму за нашата дестинација. Така. Обштината субвенционира туристичка такса. Апостолов, колку пари се собраа изминатава сезона и дали ја намаливме сивата економија со тие субвенции кои што ги давате? Јас само би се надоврзал на претходната дискусија. Јас сметам дека во секој случај субвенциите се бројден фактор за враќањето на странските туристи во Охрид, посебно на холанѓаните и на сите останати. Меѓутоа, од друга страна, треба да имаме предвид дека субвенциите си ја завршиле работата, односно Охрид е исполнет. Од април до октомври хотелите се полни. Така. Сега и да зголемуваме субвенции, да воведуваме нови, кај ќе сместиме тие луѓе кои што понатаму евентуално би дошле. Значи, треба малку покомплексно да гледаме стратешки развојот на туризмот во Охрид, односно знаеме дека сега во моментов имаме мораториум за градби, знаеме дека не може да се градат нови хотели, така да сето тоа треба да се има во предвид. Ако веќе зборуваме за субвенции, јас би апелирал надлежните институции нека разгледаат субвенционирање на се она што значи инфраструктура туристичка или комунална во Охрид, затоа што тоа останува и тоа ќе биде основата која што понатаму за наредните години под било кои услови Охрид ќе го презентираме пред туристите. Значи, знаеме колку ни значи автопатот кој што се уште е во градба, знаеме колку ни значи аеродромот кој што представува веќе главна артерија за доаѓањето на странските туристи. И ред други работи кои што треба да бидат основа за идното планирање и развој на туризмот во Охрид. Инаку, во секој случај, субвенциите се една од најдобрите мерки кои што за среќа се уште се во оптек, мислам, се актуелни и се надевам и поддржувам напорите и на агенцијата и на другите институции за подобрување на условите, односно едноставно работење по забелешките на самите туристички работници и на научните институции кои што сметаат дека се одредени измени во однос на правилниците, уште повеќе ќе се допринесе. Што се однесува до мерките кои што ги превзема општина Охрид,
во рамки на своите надлежности, меѓутоа и во рамки на буџетот кој што го имаме. Ние воведовме пред 5 години една мерка за субвенционирање на туристичката такса, која што последни 2 години ја субвенционираме 100%, меѓутоа со строго контролирана намена. Имено сите кои што аплицираат за рефундирање на туристичката такса мора претходно да аплицираат и со, не би го нарекол бизнис план, меѓутоа со една пополнета апликација во однос на кој начин ќе ги реинвестира средствата кои што ќе бидат вратени од страна на општината. Се разбира по завршувањето на тој процес комисијата излегува и го утврдува тоа на лице место. И добро е што тие средства се реинвестират во сопствените капацитети кои што стани издавачите ги изнајмуваат и се подобрува квалитетот на статистички гледано бројот квантитативно бројот на легла и на објекти кои што се од приватниот сектор веќе 10 години го држи тој некој просек од околу 2 до 2200 регистрирани стани издавачи, меѓутоа квалитативно гледано според нашите анализи, бидејќи сепак ние ја вршиме категоризацијата на тие објекти, се намалува бројот на објекти со 1 или 2 звездички, а се зголемуваат, значи оние со повисока категорија, и сметаме дека на тој начин се подобрува самата туристичка понуда на градот, а од друга страна бројките ни кажуваат дека од година во година и туристичката такса, наплатата на туристичката такса се зголемува. Ево барем до овај момент имаме 21 милион на 100% или скоро 18 милиони, заклучно со месец септември, скоро 17 милиони приход за општина Охрид по однос на туристичка такса. Така. Сами споменавте дека најголемиот дел од субвенциите одат кај Корендон, 49%, кај Туи 35%, а само 16% ги делат 50 на македонски агенции. Субвенцијата има главната нејзина намена е стимулација, подобрување на состојбата во домашното стопанство. Дали да замислувате да се најде начин како повеќе да се вклучат домашните агенции, со тоа што на странските агенции би им се наложило да ги делат субвенциите или да соработуваат со македонски агенции. Дали имавте такво барање од туристичките агенции? Ние никогаш како агенција за промоција и поддршка на туризмот, секако и секторот за туризам при Министерството на економија, не сме се мешале во бизнис плановите и во договорите кога е приватниот сектор во прашање. Секако туроператорите, хотелиерите, туристичките агенции и туристичките работници. Може да кажам дека голем број на туроператори си имаат одредени сегменти и проценти кои што секако ги добиваат од туроператорите, и тоа според мене мислам дека е добар мотив на голем број на туроператори да ја впишат Македонија во нивната карта за понуди за следната година. Кога говориме веќе околу наплатата на туристичката такса и се она, мене ме радува фактите кои што господинот од Ѓоко ги кажа за наплатата, бидејќи според одредени параметри, ако велиме дека 40 денара е туристичката такса без разлика на сместувачкиот капацитет, 80% влегуваат во самата општина, односно 80% во општината, а додека државата 20%, кои што исто така се рефинансираат токму во сегментот на туризам, што значи дека според бројките минатата година Охрид би требало да има околу полу милион евра од туристичка такса, а бројките токму го покажуваат тоа за ефикасноста на нејзиното собирање и потребата на сите да се држиме и да ги почитуваме тие работи, бидејќи на крајот на криштата тоа е за нас, за самата општина. Кога говориме за се останато, велиме дека се поголем е бројот на азиските туристи, кои што токму во нивната сезона или во нашата вон сезона го посетуваат Балканот и Адриатик регијата, токму затоа и Агенцијата за туризам заедно што Србија и со Црна Гора настапи на сајмот ATB Asia во Сингапур. Токму сега пред неполни 10 дена имавме повеќе од 70-80 состаноци со туроператори кои што сакаат да вметнат Македонија токму во нивните тури и во мапата секако за 2020 година. Еден од проблемите се надеваме дека ќе ги надминеме, веќе за малезиските, сингапурските и тајландските туристи немаме виза, додека за кинеските се надеваме дека во многу брзо време ќе дадеме неколку предлози на владата и тие ќе бидат усвоени за 5-дневни туристички визи,
тоа е практика од регионот. Веќе говориме дека Србија и Црна Гора за изминатите 2 до 3 години има 300 до 350% изголемување на кинески и азиски туристи. Тие веќе го имаат. Тоа веќе го имаат. Србија има спуштено визи, исто така и Босна. Се надеваме дека и Македонија покрај Шенгенот и ќе бидеме подготвени веќе за следните 1 до 2 години да го доживееме тој бранд на туристи, но не треба да ги заборавиме туристите кои што веќе ги имаме. Треба да работиме толку на нови капацитети, на нивна вистинска категоризација и секако еден од размислувањата на агенцијата за туризам е можеби идниот начин на субвенционирање да биде плаќање не по дестинација, туку плаќање по сместувачки капацитети. Така, можеби да, на тој начин веќе ќе се избегнат некои елементи на нелојална конкуренција кои што ги има и се предочени исто така од неколку асоциации, комори и од ХОТАМ, затоа што се создава нелојална конкуренција кога се во прашање сместувачките капацитети, вилите и хотелите со 3, 4 и 5 звездички. Се надевам дека на таков начин ќе возможиме малце по мотив на хотелерите за реновирање и за зголемување секако на услугите и на она што се вика хотели со 4 и со 5 звездички. Барем постоечките кои што ги има. Андреевски, што мислите вие во однос на исплаќање на субвенции по категоризација? Сега, например, еве, еден холанѓанин добива 60 за еден гостин од Холандија, државата дава 65 евра, но има поплаки дека некои го сместуваат во соба, а некои ги сместуваат во хотел, а цената е иста. Идејата не е лоша. Идејата не е лоша, треба да се направи нека градација, тоа треба и истражување дополнително за да се види кои би биле резултатите од тоа. Меѓутоа, мислам дека треба да има комбинација на начинот на субвенционирање, не само на давање директни финансиски средства на, не знам, сместувачките објекти или туроператорите, туку поддршка на развојот на инфраструктурата. Не само на инфраструктурата она градска, туку и на инфраструктурата што има сместувачките објекти. На тој начин ќе добиеме поквалитетни сместувачки капацитети и ќе добиеме сместувачки капацитети кои што ќе претендира да примат поквалитетни гости, односно гости кои што ќе бидат подготвени повеќе да платат за услугите што ги добиваат. Ако ги видиме субвенциите што ги дава Република Србија, тие не даваат субвенции на туроператори, даваат субвенции само за подобрување на сместувачките капацитети, инфраструктура, уредување и така натаму. Не викам дека треба да го прекопираме нивниот начин на субвенционирање, меѓутоа да направиме комбинација од она што го имаме тука како предлог за категоризацијата и она што значи развој на инфраструктура, зашто мислам дека тоа ни треба тука во Република Македонија. И на таков начин мислам дека подобро ќе излеземе во пресред на барањата на туристите и тоа континуирано да оди натаму. Секоја година да имаме поквалитетни услуги за да можеме да привлекуваме поквалитетни туристи. Гости на тој начин, така. Да, јас се извинувам, мислам дека имаше и намалување на данок професор од 18 на 5%, така, пред неколку години, но сепак за тоа треба една поголема и подетална анализа за ефектите од таа мерка, бидејќи 12% не е малце. Тоа е исто така начин на субвенционирање. Да, еве тоа ми е баш и следното прашање. Хотелите, значи ХОТАМ и угостителите бара, значи таква мерка воведување намалување на данокот од 18 на 5%. Сега исто така бара за храната. Јас не знам, тоа е во преговори со Министерството за економија. Јас се надевам дека ќе се изработи детална анализа и за истото тоа барање и ќе се кажат и ефектите од истото барање, бидејќи според мене сметам дека барем намалувањето од 18 на 5% ги даде своите резултати, но тие треба да ги видиме и анализата да видиме колку е тоа успешно, за да можеме, се сложувам со професорот, понатаму да продолжиме со некој микс на одредени субвенции кои што детално ќе бидат офатени можеби и развивањето на руралниот туризам, бидејќи Охрид има многу овие села кои што можеби на таков начин ќе ги развиеме малце повеќе и ќе отидеме во тој аспект. Ако веќе не сме во можност имаме мораториум на градење, тогаш во струшко-охридските постоечките капацитети, тогаш тоа можеме да го дигнеме, да кажеме, на секоја рурална средина која што е неколку километра од самиот град. Да, има начини, така е. Едно да речеме, горливи прашање на нашиот град е тоа што, успеавме
од април до октомври во Охрид да има туристи. Меѓутоа, што правиме од ноември до март? Значи, тоа е еден период во годината кој што ако ја изземиме нова година и оние новогодишни празници околу, Охрид навистина е празен. И тоа е многу тешко и за хотелиерите, и за угостителите, и за сите туристички работници кои што директно живеат од туризмот. Како тоа да го подобриме? Значи, како да се стимулира да се градат спа центри? Еве, да речеме, мрдневме од некоја точка, има веќе неколку хотели кои што имаат спа центри, кои што нудат некој спа туризам. Еве, Апостолов, што правите вие како општина конкретно на ова поле? Повторно ќе се вратиме на ингеренциите, вие одговорот веќе го дадовте. Значи, ние мора да ја збогатиме понудата. Преку лето или барем во пролетниот или во есенскиот дел, додека е топло, луѓето можат и да одат да го разгледуваат градот, да одат на плажа, да се возат со чамци и бродови, да одат по руралните средини. Меѓутоа, зима кога е студено, кога има снег, ограничени се можностите. Ние немаме зимски центар, за да може преку зима луѓето да се рекреираат таму. Знаеме дека таа идеја е веќе напуштена. Искрено... Не сме поради УНЕСКО ни да се гради ски центар. Лично јас не се сложувам со тоа, бидејќи во секаде во Европа сите ски центри се во национални паркови, во строго заштитени зони. Ако таму нашите начин и модалитет како тоа може да се вкомпонира заедно со природата и со условите кои што се наметнуваат, сметам дека може и кај нас да се направи, меѓутоа може би треба некои подобри анализи да се направат во однос на обемот на каков евентуално не мора да е ски центар на жичара или било како да се направи, меѓутоа сепак тоа треба да се извршат подетални анализи во однос на капацитетот кој би го обслужувал или бројот на луѓе за да не се загрози животната средина. Значи, повторно се враќаме до на истото дека основниот и примарен начин за да се зголеми бројот на туристи вон летната туристичка сезона е збогатување на понудата. Не треба да измислуваме нешто, значи само треба да го земеме примерот на оние градови каде што доминира летниот туризам, меѓутоа и во зимски услови има голем број на туристи. Да се обрне внимание на здравствениот туризам, да се обрне внимание на спортскиот туризам, значи Охрид има прекрасна клима и услови кои што може да бидат понудени во тој домен на туризмот. Конгресниот туризам да се зголеми понудата, бидејќи знаеме дека последниве години можеби не толку, меѓутоа пред 10 години конгресниот туризам беше водечки во Охрид. Многу имаше, сега нема. Не би шпекулирал во однос на причините, меѓутоа сепак тоа треба да биде една иницијатива во која што заедно и државните и локални институции, затоа заедно со туристичките работници, да се преиспитат и да видат кои би биле начините. Многу туристички дестинации тие вон сезонски услуги ги нудат со попуст, односно стварат некоја друга понуда која што со помала, поевтина понуда која што ќе привлекува туристи. Ние не мора во зима да носиме туристи од Холандија или од не знам каде. Доволно е од Македонија и од околните земји да ги привлечеме, меѓутоа за да ги привлечеме мора да имаме понуда и пак се враќаме на она примарната би рекол причина, тоа е инфраструктурата, односно сообраќајната пред се инфраструктура, затоа што во зима ги имаме хотелите, ете се сложуваме сите дека капацитетите се недоволно исполнети, значи имаме можност да ги понудиме, меѓутоа нудењето на хотелите сепак е од деловен аспект деловна работа на самите собственици, ние како локална самоуправа. При сите наши, значи промоции, сајми, гостувања, така натака, јавно и јасно ставаме до знање дека тоа не е во наш домен, односно тие деловни работи мора директно да се прават со собствениците, односно со туристичките. Во сезонска понуда, да, и во сезонски цени тоа е. А општината нормално е тука за да ги сервисира сите оние работи кои што се потребни за презентирање на Охрид во поубаво светло, од комунални до сообраќајни до инфраструктурни, значи сите оние зафати, нормално да се изнајде едно решение кое што постепено би се надградувало и би дошло до еден момент кога Охрид би можеле да кажеме дека веќе нуди и услови за, ето да речеме, зимски, не зимски туризам во смисла на скијање, меѓутоа да има понуда која што ќе ги привлече гостите, бидејќи Охрид е убав и на зима.
Меѓутоа не можат туристите или да шетаат по цел ден по градот или да седат цел ден во хотелот, евентуално и во спа центар, сепак мора да има некои дополнителни комплементарни содржини. Така. Професоре, што мислите вие? На кои гости да се фокусираме во зима и како да привлечеме гости во зима? Соговорниците дадоа веќе некои идеи кои што се разбира дека треба сериозно да се разгледат, не само да се разгледат, туку да се турка нивната имплементација. Господинот Јаневски кажа за гостите од далечниот исток кои што имаат слободен период во надвор од главната сезона. Така. И нивниот интерес не е да дојдат тука во главна сезона да го користат езерото и така натаму, тие претежно доаѓаат за да видат културата на другите народи, се она што значи култура, музеи, споменици и така натаму, да видат и тоа да го направат на еден поширок простор. Тие Балканот го гледаат како региона, не Македонија. Меѓутоа, како и да е, ако ние успееме да ги привлечеме и тоа да го правиме со години, тоа ќе решиме еден од најголемите проблеми што се појавува во туризмот тука во Охрид и на крајбрежјето на Охридското езеро, тоа е сезоналноста на туризмот. Тоа е еден од најголемите проблеми за успешно и континуирано работење на хотелите на овој простор. Вториот предлог е вие што го кажавте, креирање на центри за спа туризам. Тоа би ги пополнило оние дупки во есенскиот и во пролетниот период. Меѓутоа, тука друг проблем се јавува на недостапност на ефтина енергија. Ако се заврши примарната мрежа за гасификација, па секундарна и така натаму, ако дојде газ до секој од овие објекти и ако тој енергенс биде субвенциониран, што би било добро за да имаме таков вид на туризам, тогаш ќе можеме да зборуваме за Охрид како спа дестинација. Во последните години сме сведоци дека одреден број на хотели неколку веќе прават такви спа центри. Меѓутоа, самото користење на тие спа центри е скапо. Имаме во Юник, имаме во Инекс, имаме во Тино. Меѓутоа, за една на другата страна. Да, добро, Охридскиот дел го гледам, нешто има во Ројал, знам. Меѓутоа, за да речете дека некоја дестинација, спа дестинација, треба да има најмалку 10 објекти со квалитетни спа центри. Значи, спа центри на поголема површина со сите оние содржини што значат спа туризам и се разбира конгресниот туризам би ги надоместил тие дупки. Тоа е идејата, различни видови на туризам да искомбинираме надвор од главната сезона, а главната сезона како таква ни е пополнета, како што каже и Ѓоко, и треба да размислуваме во насока на зголемување на капацитетите. Се уште приватното сместување ние со поголем капацитет отколку регистрираните хотели, барем во тука во Охридскиот регион. Имате бројка колку хотели имаме? Точно дека кажавте поголемо е. Приватното сместување го спомена Ѓоко. 12.500 легла во приватното со скоро 3.000 легла во хотелското. Огромна разлика. 1:4, да. Да, на тоа се жалеа и од хотелот огромна е, тоа мора да се намалува таа разлика. Не, треба да се стимулира развој на хотелите, меѓутоа не е проблем што имаме приватно сместување, напротив, треба и тоа да се стимулира паралелно со хотелите, зашто тоа е избор на гостин. Така, дали ќе оди во камп, дали ќе оди во хотел, во приватно сместување. Тоа е негов избор. Така. Би се надополнил тука, еве да кажеме, бидејќи е Охрид и езерото и градот под УНЕСКО, ние во Охрид немаме ниту еден хотел со зелена звезда. Тоа значи дека немаме хотел енергетски ефикасен. Токму тоа што го говорише и професор. Ако ние ги топлиме спа центрите на струја, тие воопшто нема ни да бидат ниту топли, како што треба, ниту ќе бидат можеби топли, но нема да бидат рентабилни, а секако дека сопствениците и менаџерите ќе го гледаат тоа како губиток, а не како предност под останатите. И можеби и затоа и тоа го немаме.
Потребни се енергетски ефикасни фасади, потребни се алтернативни форми на енергија и секако се надевам дека барем во наредните 2 до 3 години во Македонија, секако и во Охрид очекувам да имаме хотел со зелени звезди. Бидејќи тој систем на грин, да кажеме хотели во светски рамки патуваат околу 40 милиони туристи. Туристи кои што сакаат да заштитат животната средина и сакаат дополнително да бидат општествено одговорни. Еколошко свесни луѓе. Факт е дека тие плаќаат 20 до 30% поскапо и сместувањето се знае зошто е тоа така, но со тоа ќе има минимално негативно влијание врз дестинацијата. Сега ние треба да направиме еден одреден баланс кон тие работи, што е она што не притиска УНЕСКО, што е она што ние каде сакаме да отидеме во туризмот, тоа да го направиме и да го овозможиме, а веќе во светот и во регионот спа центрите се стандард за хотели со 4 и со 5 звездички. Ние тоа треба да го следиме. И велиме ако 350.000 македонски туристи го посетиле Банско во текот на една година и повеќе се во летниот период, а знаеме таму кои се цените во текот на летниот период, токму тоа колегата од општината што го кажа дека конкурентноста, јас би кажал дека ние не можеме да му конкурираме на едно Банско. На едно Банско, да не правиме муавет за некои други работи. Сега, тоа како да го смениме, што треба да направиме, веќе треба да седнеме, да одлучиме и да направиме една стратегија не само за градот Скопје, не само за градот Охрид, туку тоа треба да биде на ниво на Македонија, каде ние сакаме да бидеме во наредните 5 или 10 години во туризмот. И толку да се придржуваме заедно со мастер планови, заедно со акцијски планови и секако со евалуација на крај да видиме каде и што сме постигнале, дали истата стратегија треба да продолжиме или да правиме секако нова. Некако во овие години се повеќе и повеќе 15, 10, 15 или 20 направивме толку многу стратегии, но не како да кажам, не смогнавме сили да ги измериме и да кажеме колку ни сме имплементирали и какви се нивните ефекти. Јас само би додал дека треба еднаш веќе да застанеме цврсто со нашите размислувања и визии и ставови и да сватиме дека Охрид не може во исто време да биде и Банско, и Дубровник, и Палма де Мајорка, и Блед или не знам кој. Значи треба да се насочиме и да одбереме. Одиме таму и таа визија да ја пратиме. И ако се одлучиме ние Охрид да го правиме зимски центар, нема тогаш студиите не дозволуваат ски центар или не знам како експресен пат. Значи, ако сакаме Охрид да го водиме пример во насока на развој на зимскиот туризам со такви активности, тогаш треба да сме спремни да ги усогласиме согласно сите потреби кои што се неминовни за да одиме во развој на таков туризам. Или пак и во недоглед само да очекуваме дали годинава имаме зголемување на бројот на туристи. Не е тоа некој репер кој што ни покажува дека туристичката сезона е квалитетна само според бројот на туристи. Ние, ако немаме визија да го развиеме градот во една одредена насока која што ќе биде и еколошки одржлива, и енергетски одржлива, и во интерес на жителите на градот, значи во Охрид сепак живеат 30-40 илјади луѓе кои што на еден начин треба да се чувствуваат туристи во текот на целата година, не. Значи треба да направиме една разлика сите оние кои што се први на удар на однос на туризмот и во однос на цените кои што ги плаќаме преку цела година и во однос на гужвите, галамата или сите оние работи со кои што се соочуваме, а свесно знаеме дека тоа е така и го преживуваме ние тоа, треба да знаеме дека бенефитот од туризмот во таа насока ќе биде уште поголем, а не само да очекуваме зголемување на број на туристи и така натака. Мора еднушка да се одлучиме во која насока, јас зборам лично за Охрид, меѓутоа исто и за Македонија, треба да сме свесни на каков начин ќе го развиваме Охрид. Ако го развиваме во однос на летен туризам со одредени комплементарни активности, да речеме алтернативни форми во текот на зимата, тогаш да заборавиме зимскиот период, дека некојаш можда ќе имаме било како скијачки центар или било какви активности за да се мериме со Банско или со други центри. Не, тоа ќе го ставиме на Мавро, на Шапка, на Пелистер, Кожув и така натака. Охрид ќе го развиеме во друг правец. За тоа ни е потребна една национална стратегија и национален консензус. Кога и да пишуваме, зборуваме дека се работи. И директорот неодамно најави дека се работи, меѓутоа тоа ќе го оставиме за подоцна, бидејќи сега сакам да погледнеме еден прилог кој што ние го изработивме, а тоа се однесува во однос на луксузните современи хотели. На брегот на Охридското езеро најбарани хотелите со 4 и 5 звезди. Странците кои доаѓаат преку субвенционираните туроператори бараат удобност и луксус,
Токму поради тоа, повеќето охридски хотели последниве години презедоа градежни активности за добивање на звезда повеќе. Се следи трендот во хотелиерството, се градат внатрешни надворешни базени, модерни спа центри, се реновираат собите. Хотелите од 4 и 5 звезди се најценети на обалата на Охридсково езеро. Најмногу барања има и од сите туроператори, па дури последно време и од домашните гости. Ги охрабрувам сите што можат да влезат во тој бизнис, да ги променуваат тие вили приватни и така натаму во мали хотелчиња каде што ќе можат постепено да ги зголемуваат тие капацитети. Државата мора да изнајде начин за активирање на затворените хотели, кои се грда слика за туризмот во Охрид. Хотелот Палас, одмаралиштето Петете во срцето на Охрид, со децении се распаѓаат пред очите на сите. Иста е судбината и на хотелот Славија во населбата Свети Стефан. Имав јас некои други предлози каде што треба да се применуваат и тоа во сите туристички развојни зони и во туристички зони се применува така, да ако некој објект не се реновира 1, 2, 3 години, почнува да се зголемуваат даноците на тој исти објект заради губитоците на градот што би требало да ги добива од самиот објект. Значи тоа треба да се, затоа викаме дека треба да се направи стратегија и долгорочно планирање во кое што ќе знаеме точно кај би биле тие локации за хотели. Потребни се и нови локации за изградба на луксузни хотели, ускладени со препораките на УНЕСКО. Често пати спомнуваме дека нови градби не ни се подигнуваат на 4 звезди, се многу малку, на една рака може да се избројат. Значи, спомнуваме повеќе пати дека трпи изградба на 4 и 5 звезди хотели, да се најдат тие локации, да се направат тие детално урбанистички планови кои често пати ги се спомнати, нели? И тоа е една основа и еден почеток на една туристичка развојна зона каде што секој ќе знае што смее да изгради, што не смее и дека тоа ќе биде прекинот на палење на трски, на обвинување на некои нели угостители зошто пуштиле тераси или не пуштиле и така натаму. Современите туристи денес бараат повисоки стандарди. На брегот на Охридското езеро последниве години се изградија повеќе луксузни хотели кои можат да одговорат на барањата на прибирливите гости. Се враќаме во емисијата посветена на предизвиците, проблемите и успесите на полето на туризмот. Професоре, што мислите вие? Во ред ли е вака да се врши, на овој начин да се врши категоризација? Има поплаки дека не се исполнуваат оние звезди кои што ги красат хотелите? Категоризацијата во нашата држава е направена многу флексибилно и е направена врз основа на предлози од ХОТАМ, Сдруженијето на хотелиери, каде што мислам дека има судирна на интереси и тоа оди наназад одреден број на години. Може би на почетокот и требаше флексибилно да се гледа. Во тој период кога го развивавме туризмот, односно гледавме секоја година да има се повеќе и повеќе туристи, остварени ноќевања, некако им се прогледуваше низ прсти на хотелиерите со бројот на звездички. Меѓутоа, како што оди времето и како што одат очекувањата на туристите нагоре, така треба и категоризацијата да ги затегнат тие стандарди за категоризација на хотелиери, на хотелите, на објектите и на крај да добиеме реална категоризација која што ќе одговара на очекувањата. Ако имаме позадоволни гости, ќе можеме да очекуваме тие гости и повторно да се вратат и да кажуваат дека поминале добро, да пренесуваат добри искуства. А ако ги разочараме нивните очекувања, тогаш негативна критика. Така. Најголемата антиреклама. Што мислите вие, Јаневски, по односно ова прашање? Треба ли измени? Допираат ли до вас вакви поплаки? Секако, допираат секаков тип на поплаки. Допираат поплаки дека во Пештани летоски имавме цех од 53.000 за
за 8 луѓе, кои што ги имаше и во Да, вестници. го имаше сектор. Имавме и поплаки и за градот Скопје за одредени хотели. Не е тоа само врзано со Охрид, туку е врзано Поплаката воопшто. во Пештан е скопјанец, собственик на локалот, само да ви кажам. Така да го говорам јас тоа. Имаме и по 75 воопшто. Поплаките секогаш биле, но фактот дека ние треба да постапуваме позитивно и да гледаме дека тоа треба да биде еден предизвик, и самиот професор кажа дека изминатите години можеби ние сме одели на квантитет, да покажеме колку имаме повеќе хотели, колку имаме сместувачки капацитети, да бидеме поконкурентни на самиот пазар, да привлечеме поголем број на туристи. Но сега веќе тоа треба да го искристализираме. Велиме дека понекогаш тврдите мерки не се недобрите мерки. Висина, имаме телефон, немаме телефон, имаме центар спа, кај е обуката, кај се човечките ресурси кои што се многу поважни. И тука имаме, и тука велиме дека се имаме. помалци и помалци имаме квалификувана сила, работна сила. да. Се Имаме помалци се вложува во човечките немаме ресурси. кадар. Да. Ние не велиме дека платата е секогаш пресудна. На тоа поле треба многу повеќе да се работи. Треба да работиме многу повеќе затоа што и туризмот е област. Опфаќа околу 20 економски гранки. Тоа е нешто што во светот се развива во многу бързи сегменти и околу 10% од светското БДП е токму на полето на туризмот. Но знаејќи ги овие факти, ние и тоа како треба да работиме на категоризацијата. Велиме дека ние имаме добри закони, треба само да ги подобриме и исто така системот на категоризација да биде реален. Човекот кој што има 3 звездици вистински да биде хотел за 3 звездички и токму не бидат излажени туристите. Токму еден од предлогот на агенцијата е токму да се плаќаат по подзвездички субвенциите, но тоа да имаме ригорозен сегмент како тие се добиваат. Како ќе се одредат после тоа, така. Апостолов, би сакале вие за ова, добират ли до вас такви поплаки во однос на... Поплаките? Да. А кога немало поплаки? И секогаш ќе има. Да, нормално. Мислам, нормално е, видите, туризмот е една динамична работа во која што светските трендови наметнуваат потреба од нивно следење. Ако пред 10 години во Охрид, да речеме, немало воопшто ниту еден спа центар, односно хотел со спа центар, сега гледате дека сами почнуваат да инвестираат во нив затоа што гостите тоа го бараат. Меѓутоа, дека очекуваме дека секојаш ќе биде све средено и ќе нема такви поплаки, тоа нема да се случи. Ние можеби најдобро можеме да воочиме таа спрега, би рекол, помеѓу хотелскиот сектор и приватниот сектор, со оглед на тоа дека Охрид не само што е лидер во Македонија по број на регистрирани станоиздавачи, мислам, огромна е разликата во однос на другите градови, затоа може да ја увидиме таа спрега помеѓу овие две компоненти во туризмот, затоа што од една страна хотелиерите оправдано или делумно оправдано реагира на тоа што дел од приватниот сектор може да се земе како нивна нелојална конкуренција, а од друга страна и самите приватни станоиздавачи имаат сопствени потреби, сопствени барања во однос на задоволување на потребите на гостите кои што престојуваат во нивните објекти. И таа борба била и ќе продолжи. Меѓутоа во таа борба се и многу други би рекол играчи или стейкхолдери, значи угостителскиот сектор, ако земе исто така во предвид, секојаш ќе има потреба или поплаки во однос на одредени барања кои што сметаат дека се во интерес на гостите, при тоа можеби занемарувајќи ги интересите на граѓаните на Охрид или на жителите на градот. Така да се постигне барем еден баланс кој што ќе ги амортизира тие поплаки барем на едно подносливо ниво, во смисла да може да се стави во еден колосек се тоа што сметаме дека е најнеопходно за развој на туризмот, а ние како сервис на граѓаните се разбира дека мора да бидеме тука и да ги испочитуваме и да ги сослушаме и да се потрудиме да ги надминиме тие поплаки. Самиот директорот ја начина таа тема, а мене ми беше предвидена, значи имаме високообразовни институции во нашиот град, зборуваме факултет, реновирани ценет за туризам, имаме угостителско училиште, но немаме кадар. Главниот проблем во туристичкиот сектор е немање кадар. Зошто е, професоре, ваква состојбата? Имаме разговарано повеќе пати на истата тема и причината не е една, не е само
нивото на плати кои што се исплаќаат во секторот за туризам, иако мислам дека треба да се повисоки платите. Таа струка едноставно не успеавме да ја подигнеме на заслуженото ниво, да биде гордост на студентот кој што ќе заврши туризам или гастрономија како студиска програма, да се гордее со својата струка и да се труди во текот на студирањето да добие поголеми знаења, повеќе вештини за истите тие после да ги пренесе во пракса. Добар дел од нашите студенти заминуваат во странство од најразлични причини, од организацијска поставеност, од повисоки плати, од подобри услови за работа и така натаму. И навистина се големи разликите во сите овие сегменти што ги спомнав. Од не знам која страна се намалува и бројот на средношколци кои што го имаме во државата, па не можеме да очекуваме дека секоја година ќе имаме повеќе студенти. Напротив, од прилика по 10% годишно ни се намалува бројот на студенти. Ние сме најстарата институција за туризам, меѓутоа не сме единствена во државата. Сега имаме 5 факултети каде што има студиски програми од областа на туризмот и сите тие продуцираат кадар од ова област. Меѓутоа повторно имаме недостаток на кадар и јас не очекувам дека во догледно време ќе се промени таа ситуација. Можеби треба, како што имаше реклами за студиските програми од областа на информатичките технологии, така да им се укаже на идните студенти кои се бенефитите ако студираат такви студиски програми и што може да очекуваат во нивниот работен век. На тој начин би се промовирали или би се поттикнале повеќе луѓе да се определат за таа струка. Така, ако сакаме да развиваме туризам, не е доволно само инфраструктурата да развивате, не е доволно само да обезбедите туроператори, субвенции и така натаму. Носител, столб. Квалитетот на услугата пред све ви го дава кадарот. Ако имате квалитетен кадар, ако си ја знае работата и ако е мотивиран да работи, тогаш сте на многу добар пат да имате задоволни гости. Така. Ајде малку околу одењето по саеми. Значи, имаше некој податок дека, нема да споменам од кој, значи беше хотелиер, кажа, државните раководители, локалните одат по саеми, трошат 1000 евра, ниту еден гостинот таму не е донесен и сметаат дека тоа се потрошени пари, да не речам бадиела. Ајде кажете ни вие, на кои саеми бевте годинава, каде ќе одите и дали мислите дека има добар фидбек од одењето на саемите? Пред се не би се сложил воопшто со тој сегмент, затоа што на саемите не се оди да се шета, како што е представата, на саемите оди да се работи. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот не оди ни на еден саем на кој што туристичкиот сектор нема да земе учество. Ако велиме дека ние на предстојниот саем во Лондон имаме 8 туроператори на нашиот штанд и за прв пат сме во средина на халата заедно со Хрватска и Србија карши. И ќе бидеме гордост да ја представуваме дестинацијата и ќе возможиме услови тие да создадат подобри пакети за државата. Тогаш како можам да се сложам и да кажам дека ние одиме на саем и се шетам. Ако велам дека за прв пат сме отишле во Азија, а бројот на азијски туристи за минатата година скокнал за 25%. Ако во практиките во последните 3 години велат дека пола милион кинески туристи го шетаат Балканскиот полуостров. И ако велиме дека Македонија треба да ја стави на нивната тур. Ако за прв пат одиме со Србија и со Црна Гора, кои што веќе имаат практики на заеднички штанд, а летањето и се останато ни е дадено од Туркиш и голем број на туроператори од Македонија добија исто така во соработката на агенцијата и меморандумот поддржан од Turkish Airlines исто бесплатни билети, тогаш велиме дека тоа е штедење и вложување во дестинацијата и домаќинско трошење на средствата. Ако велиме дека ние во Србија сме се представиле со 9 туроператори и најголем штанд, а велиме дека ни еден од најдобрите во топ 5 или во топ 10,
и сите се гордеат со делегација повеќе од 100 луѓе, со 4-5 општини во кои што исто така беше и Охрид, Дојран, Крушево, Демир Капија, кои што имаат дополнителни своји презентации овозможени со заедничката работа. Верувате дека констатацијата на некои одредени експерти во туризмот кои што велат дека луѓето доаѓаат поради неговиот хотел или поради тоа што Љупчо Јаневски е убав, верувате не е така. Ова е долгорочна стратегија, долгорочна работа во Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и секој саем на кој што оди агенцијата е придружуван со туроператори од самата држава. Еве, досега во оваа година и минатата година ставот мој личен е дека нема да одиме на ниту еден саем на кој што нема да има пријавен учесник. Минатата година тоа беше Утракт. Јас пуштив писмо дека нема да се оди. По реакцијата на одредените комори, повторно имавме учество со пријавување на 4. За оваа година исто измина рокот, немаме ниту еден за Утракт, без разлика што ние тој пазар ни е еден од подобрите пазари, на кој што исто така исплаќаме 84% субвенции, мислам дека е ред дека доколку нема туроператор кој што ја представи државата со агенцијата, дека агенцијата нема потреба да оди на тој. Апостолов, вие на кои саеми настапувате и што има ли позитивен фидбек од одењето на саеми? Значи, перцепцијата на учество на саем од страна на локална самоуправа и од страна на национална агенција не може да биде исто, имајќи во предвид дека агенцијата сепак е репрезент на државата, а во државата спаѓаат сите дестинации, вклучувајќи го и Охрид. Охрид долги години настапувал и самостојно на саеми, што барем јас додека сум бил присутен или сум слушал или читал, никогаш не сум видел дека било кој друг град или која дестинација освен Охрид не настапила самостојно на друг саем, без разлика дали е тоа Дојран, Преспа, Мавро, без разлика. Меѓутоа, учеството на саеми е битно од повеќе аспекти, меѓутоа онакво учество како што го кажа директорот, со што поголем број на туристички работници од државата. Затоа што контактите кои што се склучуваат таму и се ствараат и се склучуваат и договори, може да ги направат исклучиво приватниот сектор со приватниот сектор од државата каде што се одржува саемот. Затоа што ние како представници на локална самоуправа, освен промотивен аспект во однос на присуството на саемот, ние не можеме ништо друго да понудиме или да склучиме договор. Гостите или туроператорите или агенциите во тие држави доаѓаат и викаат мене ми интересираат цени на хотели или дајте ми понуда. Нормално ние како општина не се тоа наши надлежности, така да од наредната година ние малку ќе го смениме концептот во однос на учеството на саемите, се разбира ќе ги поддржиме активно сите саеми на агенцијата. Меѓутоа повеќе акцент ќе ставиме на тие така наречени таргетирани промоции. Ево сега можам да кажам дека веќе во подготовка сме за туристичка промоција на Охрид во Милано, која што ќе требаше да биде конкретно оваа година, меѓутоа одложивме за наредната година и со директно носење и организирање на така наречените фам тури или промотивни тури. Баш денеска во Охрид пристигнуваат 15 туроператори од Италија, посебно од регионот на Милано, и 5 новинари на национални и локални медиуми, кои што 4 дена ќе бидат во Охрид, ќе се потрудиме, значи, да им го презентираме градот во најдобро светло, односно да им ги откриеме сите оние и ги презентираме сите оние понуди кои што ги има Охрид. Се разбира тука не ќе бидат застапени само туристички разглед на културно-историски споменици, езерото, планините и така натака, туку ќе имаме и посета на хотелите, каде што треба да биде и нормално круната на нивната посета, односно да се надеваме дека ќе имаме некој склучен договор или барем некоја намера, така да ќе отстапиме малку од тој стандарден пристап кон саемското презентирање, меѓутоа очекуваме и планираме туристичката промоција на Охрид да ја модифицираме малку соодветно на модерните текови. Тука би додал дека се извинувам, тука би додал дека агенцијата веќе го промени својот став околу системот на маркетиншко представување на државата. Веќе сме 70% онлайн, интернет, социјални медиуми, 30% класични медиуми. Исто така го поддржувам ставот на општината, веќе треба да се најдат нови модели на
промовирање, говорам за промовирање, се она што може да се види, докаде е светот, што може да се слушне од предавањата на одредени еминентни саеми, секако дека не треба да се испушти. Позитивната практика е минатиот саем во Варшава, во Полска, каде што зема учество општината и преку незе зема скоро целиот туристички сектор во Охрид и еве оваа година имаме уште повеќе 35% полски туристи. Тоа не значи дека е само од саемот, но секако дека семското представување е значење и значењето на дестинацијата е многу повеќе и побитно. Еве веќе имаме 11 туроператори за Берлин за во март 2020 година, подпишани договори од страна на агенцијата. Така. Јас би се сложил со ова што претходно вие го кажавте, дека одењето на саеми е трошење пари. Да, меѓутоа во аспект дека ако ние само учествуваме таму колку да се појавиме и закупиме простор од 5-7 квадрати, а наспроти нас ги имаме другите држави со штандови од по 100 квадрати, штандови кои што коштат и по 100.000 евра можда само да се направат, тогаш е фрлање пари затоа што си буквално небитен, тука невидлив. Невидлив. Нема ни потреба да одиш. Да, меѓутоа настапите на агенцијата која што сепак финансискиот план на агенцијата и моќта која што има е многу поголема за разлика од нас општината, ние во секој случај заедно со нив ќе го презентираме. Да, има еден податок дека Македонија 3 години се представува во Казахстан, а дека нема од таму туристи, нема никаков фидбек. Јас сакам да прашам ете, што вели научната фела, има ли некои истражувања како е најдобро да се промовираме? Посета на саеми, промоција на видео спотови, имаше еден период кога имаше промоција на BBC, Македонија Таймлес беше промовирана дури и на BBC. Па многу луѓе велеа слушнавме, видовме. Дали е потребно присуство на саеми? Потребно е, апсолутно. Значи, тоа не може никој да рече дека не е потребно, меѓутоа самиот настап на саемот, начинот на представување и туроператорите со кои што ќе се сретнете и кој ќе се сретне со нив, тоа е најбитното. Ние како научна фила, за жал, не можеме да направиме детална анализа на тоа кои се резултатите од присуството на саемите, зашто ги немаме сите податоци. Ето, ова прилика би ја искористил до господинот Јаневски да замолам да добиваме повеќе информација, односно повеќе информација од работата на агенцијата да се публикуваат на нивната веб страна, за научните работници да имаат пристап до тие податоци, да прават анализа, тие анализи ќе се пак во корист на агенцијата и на развојот на туризмот во Република Македонија. Од извештајот, од годишниот извештај за 2018 година, видов дека агенцијата учествувала на 13 саеми. За оваа година гледаме од други некои извори на информации каде присуствувале. Има и некои информации на агенцијата, меѓутоа немаме онаков извештај како што ќе имаме после завршување на годината. Немам информација колку средства се потрошени, немам информација колку туристи дошле следната година врз основа на учеството на тие саеми, така да не би можел да кажам колкав е резултатот од учеството на тие саеми. Меѓутоа, на назад, ако се вратиме, немаше да стигнеме ние до овој број на туристи и ноќевања, ако не беа инфотурите, ако не беа саемите, ако не беа тие контакти со туроператорите. Дали се сите саеми оправдани, навистина не знам. Гледа во листата од минатата година, например, Финска беше една од земјите каде што имало саем, можеби имало оправдување, зашто има во методологијата кои критериуми се користат за да се учествува на некој саем. Финска според бројот на пристигнати туристи на 39-то место, а нема некој голем број на ноќевање од тие туристи. Можеби поголемо оправдување би имало, предпоставам дека тоа било заради директната линија што има Хелсинки, Скопје и така натаму. Меѓутоа треба да се стават сите параметри во корелација за да се изберат, зашто не може агенцијата и да сака, не може на сите саеми да оди. Селектира одреден број на саеми, таму учествува онаму каде предпоставам, онаму каде што очекува дека ќе има најдобар резултат за следната година. Еве би појаснил малце, 2019 година саемот во Финска не е во програмата.
Говориме дека агенцијата има своја методологија на работа и одбирање на саимите и потребите на туроператорите од самата држава. Ви кажал дека ние пуштивме дополнителни 10 сајми за адвенчер туризам за оваа година, за жал никој не се пријави. И веќе имаме еден дополнителен проблем, тоа што и колегите го кажаа, дека ние треба јасно да знаеме што ќе развива. Ако ние ја промовираме земјата како неоткриено туристичко богатство, ако велиме дека треба да на посетат, атракциите кои што внатре ќе ги нудиме, треба ние да одлучиме што да биде и како да биде. И во кој сегмент треба да работиме повеќе. Ако немаме стрикно типичен туроператор кој што работи адвенчер, и ако ние немаме водичи за екотуризам, немаме за рурал туризам, имаме општи водичи за планина кои што се само за сефти, тогаш верувајте, ние не можеме да развиваме нешто што во моментот немаме ресурси за токму за тоа. Сега, ако ги сработиме работите кои што ни предстојат во наредните неколку години, ако ги поставиме законските легислативи на тој начин на како што треба и ги гледаме светските практики, се надевам дека ќе имаме уште повеќе туристи, но уште и поголем девизен прилив, бидејќи тоа е едно од кругните кои што треба да ги видиме, колку тие луѓе ќе потрошат, односно таа новчаница, колку ние како туристи ја расипаме. Така. Мора да привршуваме, при крај сме, но би сакала да прашам, ајде, уште оваа тема да ја опфатиме во однос на нелојална конкуренција, диви туристички агенции и така натака. Формирање на туристичка полиција, значи со години се зборува за тоа, дали се размислува на ова поле? Ние веќе дадовме две информации до владата за потребата за формирање на туристички инспекции и туристичка полиција. Добро. Туристичка полиција е пострашен збор, да, но таа е многу повеќе од сегментот да се чувствува побезбеден самиот туриста и повеќе има поразличен елемент за разлика од туристичката инспекција. Тие две работи мора да идат заедно, ама мора да идат во националната туристичка организација. Ние со Светска банка работиме еден проект за destination management, каде што државата поделивме на неколку делови за дестинации и со нејзино управување. Се надеваме дека во наредната година тоа се ќе биде изреализирано, а секако во измените на новиот закон за туристичка дејност се поставено и сегментот на туристичката инспекција, барем како прв чекор за подобрување и регулирање сите овие основи кога е туризмот како економска гранка. Така, Апостолов, колку инспектори имаме воопшто на Охрид и колку тие успеваат да си ја завршат работата? Во моментов има 20 инспектори по туризам, меѓутоа овде е многу покомплексен проблемот, значи не станува зборот можеби толку за бројот на инспектори колку за нивните ингеренции. Да бидеме искрени и реални, овој проблем значи се провлекува долги години наназад и никако се помарне од мртва точка. Значи барем во однос на ингеренциите на туристичката инспекција или тие иницијативи за формирање туристичка полиција, инспекција и така натака, само се зборува, се најавува, меѓутоа ништо не е досега во пракса направено. Исто да речеме како и за националната стратегија, сепак таа е теоретски момент и нејзиното одолговлекување можеби нема толку директен импакт врз горливите проблеми. Меѓутоа што практично треба да се направи, мислам дека треба малку повеќе сериозно да се свати работа и да се делува, затоа што од тој аспект ние не можеме ниту да ги решиме оние проблеми кои што години наназад се провлекуваат, па секоја година ние да ја започнуваме сезоната или ја завршуваме со прашањата дали оваа година имаше диви чекачи на туристи, дали е намалена сивата економија, дали се справуваме со точак агенциите и така натака, и секоја година истото, нагаѓаме, шпекулираме, планираме, меѓутоа никако во пракса да делуваме. Сепак тоа е работа на државните институции кои што треба да го доработат, преработат или сменат законот кој што ги таргетира или тангира овие области. Барем за оние работи кои што гледаме дека и од финансиски аспект ја афектуираат и локалната самоуправа и општината, затоа што знаеме, тоа е факт, овие бројки што ги читаме се статистички показатели кои што не се реални. Значи реалноста е и во бројот на туристи, и во бројот на ноќевање многу поголем. 30 до 35%. Согласно од ова што го имаме? 30?
30 до 35% на државно ниво. Јас би рекол и повеќе во Охрид. Да. Јас би рекол и На повеќе. државно мислам дека е 30 до 35%. Еве ние Шо е? пред 5 години испративме предлог за измени на законот за туристичка такса во кој што го имаме само превземено хрватскиот и словенечкиот модел за паушално наплаќање на туристичка тоа такса одамна го најавивте и уште за сите нерезидентни станови или објекти во градот. И до агенцијата, и до Министерството за економија, и до стопанските комори, и сме членували во работни групи при им. Не гледам дека доаѓаме до финишот. Ќе се започне некоја работа, ќе се тргне добро, меѓутоа не знам од кои причини потоа застанува тоа. Истото и за туристичката инспекција, полицијата и така натака. И уште една работа која што сепак мора без измени на закон можеме да ја решиме, тоа е подобрата соработка и вмрежување на различните институции. Не е само локалната самоуправа на која што ако вработаме уште 10 инспектори, ние ќе го решиме проблемот. Не. Тука се УЈАП, пазарна инспекција, полиција и ред други институции кои што директно и непосредно се засегнати од овие прашања. Значи не може ако пример некој со точаци ги лова тео конкретно за тоа ако правиме туристичките инспектори да се криви, па тие прават сообраќајен прекршок да реагира полицијата, па тие има нерегистрирани агенции, ги знаеме кои се што се, УЈАП не реагира, пазар не реагира. Значи, или имаме еден заеднички пристап во однос на решавањето на овие проблеми и нивно дефинитивно надминување, или секоја година само ќе се повторуваме овие истите прашања и ќе кажеме дали ни е проблем и како ќе го решиме. Така. Би сакала уште да ве прашам, Јаневски, често доаѓате во Охрид како главен туристички центар и како прв човек на Агенцијата за туризам. Гледате патот каков е од Скопје, па и каков е од Аеродром, веќе со месеци е таков. Кучиња, скитници, отпад по патиштата и слично. Што би кажале на ова? Кога говориме за хигиената и за нашата дестинација, јас учествував во неколку акции за чистење на градот Охрид, чистење на градот Скопје, чистење на други градови, со тоа што моето мото е ѓубрето не е мое, ама во овој случај Охрид е во моето срце и секако на сите останати. Треба да ги подигнеме, да кажеме, многу повисоко нормативите за некои одредени работи. Така. Говорам од гледна точка дека факт е дека инфраструктурата треба да се подобрува катадневно. Тоа што треба да биде, јас се надевам дека во наредните 2 години ние веќе ќе возиме по нов автопат, но да напоменам дека автопатот кој што е изграден брзо се излегува од државата, кога е на Е75 возиме по 150-160 на саат. Немаме хотели, немаме мотели, немаме одмаралишта, немаме уредени паркинзи, значи се тоа треба да го направиме за да имаме една подобра слика за самата држава, подобро валоризирање, подобро означување на туристичките вредности. Се она што треба да го направиме за да ги успориме патувањето по нашата дестинација. Всушност, ние се трудиме што повеќе да ги оставиме туристите во една дестинација, ако гледаме на ниво на држава, секако дека треба да се трудиме што повеќе број на ноќевања и поголем број на девизен прилив. Можеби се тие некои предизвици кои што во наредните неколку години ќе треба да ги решаваме, а секако дека проблемите кои што ќе настават во меѓувреме, ние сме тие што сме засегнати и од нас се почува. За крај, уште би сакала да ја спомнеме стратегијата, ајде како научна фела, каква стратегија, професоре, на Охридете му треба, па и на Македонија, како да се, каква стратегија, долгорочна, краткорочна, како? Стратегија за развој на туризмот на државата има, меѓутоа таа стратегија, според мислење на колегите од областот на туризмот, не само моје мислење, не е квалитетно направена и ако одите според неја, нема нешто драстично да се смени во туризмот. Тука, тековно Факултетот за туризам изработува 3 подстратегии за развој на рурален, активен и културен туризам. Кога ќе се заврши стратегијата, таа ќе биде промовирана и ќе биде достапна преку Министерството за економија до сите чинители на туризмот во Република Македонија. Таа е направена за сите 8 плански региони во државата поединечно и секој од тие плански региони ќе
може да го види регистарот на зони, предлозите за развој на туризам, сите сегменти кои што ќе значат развој на туризмот, сега да не одам детали сегмент по сегмент. Не мора. Оно што го кажа Ѓоко, ние можеме теоретски да седнеме и да разговараме, сакаме ваков тип на туризам или сакаме таков тип на туризам, меѓутоа на крајот од краиштата резултатот е финансиски. Колку подобар финансиски резултат имате, толку сте поуспешни. Не мора да е бројот на пристигнати туристи и ноќевања главен фактор за развој на туризам. Ако вие имате помал број меѓутоа на елитен туризам, тогаш и тоа е во ред. Меѓутоа, ние сме далеко од таа приказна. За да стигнеме до тој дел на поквалитетни туристи, треба многу повеќе да одработиме, зашто елитниот туризам бара елитна понуда, елитни сместувачки капацитети, добар транспорт, квалитетен кадар, све бара. Нема нешто што не е битно во туризмот. Буквално. Кога ќе дојде туристот тука, оно што го гледа е огледало на самите нас. Ако види добри патишта, тоа е огледало на она што ние сме го сработиле. Ако види културно наследство, тоа е огледало на сите генерации што живееле. Ако има добра услуга, тоа е повторно огледало на нас дека добро сме ги едуцирале работниците и дека тие се посветени на работата. Нема нешто што не е битно. Све е битно. На нас останува да работиме, да сработиме подобро и да имаме подобар туризам. Така. Тоа би бил нашиот разговор во оваа денешна дебата. Верувам ги опфативме сите теми кои што беа важни да се споменат и се надевам дека ќе работиме сите заедно на една подобра туристичка слика и за градот и за Република Македонија. Ви благодарам што бевте гости. Ви благодариме на поканата. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Прашалник, бидејќи е време за прашања. Се гледаме во вторник за 2 седмици.